Слушнавме дел од Псалм 22 и гледаме цело време во него некако кулминира некои тажни работи, распнување со крст, со клин, нозете, рацете, го обкружија кучињата, ја поделија облеката. На што асоцира тој псалм? Ова е месијански псалм кој Давид го забележа, а се исполни во Исус Христос со неговото распнување. И сега после тоа распнување, после тие страдања, еве што иди. А кога мина саботата, Марија Магдалена, Марија Јаковова и Салома купија мириси за да дојдат и да го помажат. И многу рано во првиот ден на седмицата дојдоа на гробот кога изгреваше сонцето. И се зборуваа меѓу себе кој ќе ни го одмести каменот на вратата на гробот. И кога погледнаа, видоа дека каменот е одместен. Имено беше многу голем. Значи, еве денес, кога се сеќаваме на утрото, кога е победен нашиот најголем непријател. Кога се сеќаваме, кога е одговорено на нашето најголемо прашање, а тоа е прашањето за смртта. Што потоа? Што после смртта? Дали има нешто од другата страна? Еве денес од текстот, кој денеска ќе го гледаме, од Лука 24 глава, верувам дека ќе одговориме на овие прашања, на ова наше тематско прашање. Да го прочитаме заедно нашиот текст. Откако го прочитав ова првиот текст, прочитав тоа извештај од Марко, евангелистот Марко го запишал, сега да го прочитам извештајот од евангелистот Лука, за да имаме малку по-конкретна слика за она што сакам денеска да го кажам. Читаме Евангелие според Лука, можете да ги отворите вашите Библии. Евангелие според Лука, 24 глава, од 1 до 12 стих, на страна 1053. Страна 1053. Значи, Евангелие според Лука, 24 глава, од 1 до 12 стих. А во првиот ден на седмицата, многу рано, жените дојдоа на гробот, носејќи ги мирисите што ги приготвија. И го најдоа каменот одвален од гробот. И кога влегоа, него најдоа телото на Господа Исуса. И додека стоја збунети заради тоа, ете пред нив застанаа двајца мажи во светли облеки. Бидејќи беа уплашени, ги наведнаа лицата кон земјата, а тие им рекоа: зошто го барате живиот меѓу мртвите? Тој не е тука, воскресна. Спомнете си како ви зборуваше додека уште беше во Галилеја, говорејќи: да, дека човечкиот син треба да биде предаден во рацете на грешниците и да биде распнат и да воскресне на третиот ден. И си ги спомнаа неговите зборови. И кога се вратија од гробот, им го соопштија сето тоа на 11-мината и на сите други. А тие беа Марија Магдалена, и Јоана, и Марија Јакововата мајка, и други жени со нив. Им го кажаа тоа на апостолите. А ним овие зборови им изгледаа како празна шега и не им веруваа. А Петар стана и отрча до гробот, се наведна и ги виде само ленените завои и отиде назад, чудејќи се за она што се случило. Бог да го благослови своето слово. Значи, од овој текст денес ќе извлечеме неколку охрабрувања, неколку причини зошто да му веруваме на воскреснувањето. Зошто да му веруваме на воскреснувањето на Исус Христос и соодветно на тоа, зошто да веруваме и на своето лично воскреснување во иднина. Значи, ќе разгледаме неколку причини. Прва причина, прв аргумент е од овој текст што видовме празниот гроб, односно го нема телото. Еве што пишува. А во првиот ден на седмицата многу рано жените дојдоа на гробот, носејќи ги мирисите што ги приготвија. И го најдоа каменот одвален од гробот, и кога влегоа, него најдоа телото на Господа Исуса. Значи, гробот е празен. Мртвото тело на Господа Исуса Христа го нема. Тоа е барано. И се уште се бара тоа тело. Веќе 2000 години. Ако Исусовото мртво тело можеше да се најде, бидете сигурни дека би го пронашле до сега. Ке беше пронајдено уште тогаш. И на народот ќе му го
покажеа тоа тело. Ке му го покажеа кој првично? Свештениците и фарисеите, кои однапред, внимавајте, однапред предупредија за таа можна измама. За нив тоа представува измама. И Матеј, евангелистот Матеј, ни го забележува тој битен детаљ. Во Матеј 27 глава ќе прочитаме, од 62 до 66 стих. Еве како Матеј тоа го забележал. Она што го мислеле фарисеите и првосвештениците. А на идниот ден, по подготвувањето, првосвештениците и фарисеите се собраа кај Пилата и му рекоа: Господаре, се сетивме дека овај измамник, пазете, измамник велат за Исус Христос. Овој измамник уште додека беше жив, рече: ќе воскреснам по 3 дена. Затоа заповедај да биде чуван гробот до 3-тиот ден, за да не дојдат неговите ученици да го украдат и да му речат на народот: воскресна од мртвите и последната измама ќе биде полоша од првата. Пилат им рече: Ене ви стража, отидете и чувајте како што знаете. Тие отидоа и го обезбедија гробот, го запечатија каменот со стража. Значи ова е многу битен детал. Гробот е запечатен со стража, гробот е чуван со стража. Но се поставува прашање, тие велат: ово измамник, дали Исус беше измамник? Не. Исус или бил Месија, или бил болен од месијански синдром. Или бил вистинит, или бил најголемиот демагог кој завел многу луѓе во човечката историја. Но се запрашуваме ние денес, дали ние сме заведени? Дали овдека ние зборуваме лукаво измислени приказни? Дали христијанството е измама денес? Дали ако некој беше измамник, колку голема маса на луѓе ќе оследеше? Ова се легитимни прашања. А на тоа предупредувале точно свештениците и фарисеите. Бидејќи оној што ги обојколуваше во тоа време на земјата, во Израел, сите села, сите градови, и кој поучуваше и проповедаше, и кој беше следен од многу народ, не можеше да остане незабележен. Тоа го забележуваа. И затоа тие се плашеа, бидејќи со Исусовото воскреснување и ширењето на христијанството покасно, знаеа тие што ќе случи, и фарисеите, и првосвештениците. Тогаш јудеизмот и еврејската религија заминуваат од сцената, па играат надолу. И во тој случај, ако тие знае каде е телото, каде е тоа мртво тело, ќе го поставеа во храмот и ќе речеа: еве го вашиот Исус од Назарет. Зошто тоа не го направиле? Многу едноставно, затоа што нема тело. Тоа е факт и тоа е аргумент. Бидете уверени, тие би го нашле тоа тело и би знаеле каде е телото. И наместо да ја прогонуваат црквата, можеа многу едноставно, многу елегантно да го стават телото во храмот и да речат: еве го вашиот Исус, вашиот Спасител. Можеа да го направат тоа, ама нема тело. Гробот е празен. Ако телото било украдено и скриено, ако не го пронајдеа фарисеите, сигурно ќе го пронајдеа римјаните. Бидејќи во тоа време тие имале многу добри разузнавачки служби, имале многу доушници помеѓу народот насекаде во Ерусалим, кои многу добро ги известувале за се. Ние знаеме дека римјаните со сите сили настојувале да го сотрат, да го уништат христијанството. Само до 314 година после Христа, до Миланскиот едикт, тие убиле 6 милиони христијани. А зошто ги убиле? Затоа што верувале во што? Верувале дека Исус воскреснал, дека Исус е жив. 6 милиони христијани биле убијани. А да не заборавиме, кој чувал стража? Кој ја поставил стражата? Пилат.
Римските војници го чувале гробот и го запечатиле гробот. И ако по било кој случај, случајно се случила таа измама, може би тие и ќе допуштале тоа да се случи, но ќе знаеле каде е телото. И кога христијанството почнало нагло да се шири, и кога Римското царство почнало да пропаѓа, тие можеле пак едноставно да го извадат тоа тело на плоштадот среде Рим и да речат: ова е Исус од Назарет, ова е вашиот спасител. И верувајте, тогаш христијанството ќе пропаднеше. Бидејќи ако немаше воскресение, нашата вера ќе беше празна. Христијанството ќе пропаднеше тогаш. Значи, телото на Исус Христос се бара 2000 години. Има луѓе скептици кои го бараат неговото тело и денес. Меѓутоа, до денес телото не е пронајдено. И додека нема тело, човекот се смета само за исчезнат, а не за мртов. Ама Исус не исчезна. Исус не е мртов. Туку Исус воскресна, Исус е жив. И црквата се уште на сите континенти и на сите јазици во континуитет ја проповеда радосната вест. И живата надеж дека Христос е жив, дека гробот е празен и срцето може да биде мирно и сигурно кога е во прашање смртта. Затоа сме сигурни кога е во прашање смрт. Бидејќи се надеваме во таа жива надеж, во живиот Христос. Крстот е празен, гробот е празен, а каде е Исус? Се поставува легитимно прашање. Каде е Исус? Исус е од десната страна на таткото. И се моли за нас, за црквата, за верните се моли. Тој е таму и посредува за своите, за својата црква. Каква сигурност? Каква сигурност имаме? Значи, додека многумина го бараат неговото тело, мноштво луѓе денес, на овој ден, се сеќаваат на тој непобитен факт дека Исус воскресна. Исус е жив и тоа значи дека и ние еден ден ќе воскреснеме, без разлика дали веруваме во тоа или не. И ние ќе воскреснеме, без разлика веруваме или не. Смртта е факт. Факт за секој еден човек. Но каде одиме се поставува прашање. Дали сме сигурни таму каде што одиме? Смртта е факт, воскресението е факт и судот е факт. Тоа се три работи со кои ќе се соочи секој човек. Сега, што е причина за вера во воскресението? Што се менува? Што е тоа што се го менува? Па тоа е празниот гроб. Нема тело и многумина би сакале да го најдат, но не можат, бидејќи тело нема, Исус е жив. И тоа е непобитен факт. Втора причина за вера во воскресението и за празниот гроб се пророштвата. Тоа се предвидени и исполнети пророштва. Еве во нашиот текст, каде го гледаме тоа. Од 6 стих натаму. Тој не е тука воскресна. Спомнете си како ви зборуваше додека уште беше во Галилеја, говорејќи дека човечкиот син треба да биде предаден во рацете на грешниците и да биде раснат и да воскресне на третиот ден. И си ги спомнаа неговите зборови. И гледаме тие пророштва. Самиот Исус пророкуваше. Што се пророштвата? Некој нешто рекол и тоа се остварило. Тоа се пророштва. Значи, во пророштвата имате минато, имате сегашност и имате иднина. И сега, како е тоа можно некој нешто да го каже, а то да се остварило, а тој да знаел. Затоа што постои вечност. Постои вечен автор на пророштвата. Не можеме да ги разбереме ниту минатото, ниту сегашноста, ниту иднината без вечност. Исполнетите пророштва се доказ дека постои вечност и вечен кој е надвор од времето.
Затоа зборуваме за Великден. Затоа зборуваме денес. За тој вечен автор, за таа вечност зборуваме. А не зборуваме за шарени јајца и за зајаци. Зборуваме за вечноста, каде ќе ја поминеме вечност. Самиот Исус само на учениците 3 пати му ја пророкуваше својата смрт, му го пророкуваше своето воскресение. Но некако тие не слушнаа. Слушаа, ама не слушнаа. 3 пати им кажа едно те исто, ама не го разбра. Кратко ќе ги видиме тие стихови, само да видиме како се исполнија тие пророштва што Исус ги кажа. Одиме Лука 9 глава, 22 стих, и таму вели вака. Велејки дека човечкиот син треба да пострада многу, да биде отфрлен од старешините, свештеничките главатари и книжниците, да биде убиен и да воскресне на 3-тиот ден. Слушна, ама не разбра. Тоа е вечна опасност и денес. Многу луѓе и денес слушаат, ама не слушнаат, не разбираат. Голема опасност е денес. Втор пат, исто 9 глава, 44-45 стих. Вели вака. Сложете ги овие зборови во своите уши. Знаеше Исус дека тие нема да слушнат. Сложете ги овие зборови во своите уши. Човечкиот син ќе биде предаден во човечки раце. Јаве се. Но тие не разбра тој збор, не го разбра тој збор, зашто беше сокриен од нив, за да не го разберат, а се плашеа да го прашаат за овој збор. И трет пат, Лука 18 глава, од 31 до 34 стих. И кога ги зеде со себе 12-те, им рече: еве, одиме горе во Ерусалим и ќе се исполни се што пишувале пророците за човечкиот син, зашто ќе биде предаден на многобожците и ќе му се подсмеваат и ќе биде измачуван и плукан. И кога ќе го бичуваат, ќе го убијат, но ќе воскресне на 3-тиот ден. И еве повтор. Но тие не разбраа ништо, зашто тој збор беше скриен од нив и не разбраа што им беше речено. За жал. Значи Исус навестил пророштва дека ќе биде предаден, уапсен, понижен, осуден, раснат, погребан и дека на 3-тиот ден ќе воскресне. Значи воскресението на Исус Христос е потврда на вистинитоста на Исусовите зборови. Ако тој не воскреснеше, се паѓа во вода. И сите негови изјави, и сите негови чуда што ги правеше, и сите негови тврдења, сите негови дела, се паѓа во вода. Апостолот Павле во Атина, тој јасно го нагласува тоа, кога ги повикува луѓето на вера и на обрајкање, на покаяние, и таму тврди дека воскресението Христово е гаранција за неговиот идентитет. Неговото воскресение е гаранција за неговиот идентитет. Воскресението е гаранција дека се што зборуваше, се што правеше Исус е вистина. И тоа е гаранција дека и ти, и јас, и ќе умреме, и ќе воскреснеме. И дека ќе дојдеме на Божиот суд. Тоа е гаранција. И затоа многумина го бараат. И затоа многумина не веруваат, затоа го бараат. Зошто мислат дека нивното неверување ќе го спречи тоа, ќе го спречи тој суд. Не верувам, па никому ништо. Верувајте дека неверувањето нема ништо да спречи. Фактите се факти, доказите се докази. Ова е гаранција за тоа. Неверувањето нема ништо да спречи. Светото писмо, за разлика од сите други книги, од сите други религиозни книги, е книга со многу предскажани и исполнети пророштва. Што значи тоа? Стариот Завет содржи 330 пророштва за доаѓањето на Спасителот, на Месијата, и сите 330
исполнети се во Исуса Христа. Сите, ама буквално сите. Пророците пророкувале пред 1000 години, пред 700, 600, пред 500 години. Точно тоа што се случило со животот на Исус Христос. Точно тоа го пророкувале. Некој ќе праша, па како е можно тоа? Како е можно? Па можно е. Можно е. Мора да постои вечност. Да, постои вечност. Вечен ум, вечен поглед на просторот и времето. И постои, верувајте дека постои. Тоа е Бог. Предвидените исполнети пророштва се доказ дека Бог постои и дека Бог е автор и создател на се, автор на Светото Писмо, автор на оваа книга. И дека Исус воскреснал. Еве само неколку пророштва што се исполнети во последните 3 дена од животот на Христос и со воскресението. Пророштвото на Давид дека ќе биде предаден од пријател. Читаме во Псалм 41, 9 стих. И таму вели: а и мојот пријател, во кого имав доверба, кој јадеше мој леб, ја крена петицата против мене. 1000 години пред Христос. Ова Давид го пиша. Исус лично го цитира овој текст од Псалмот. И тоа го запишал евангелистот Јован, апостолот Јован, за време на последната вечера. Јован, Евангелие според Јован, 13 глава, од 18 до 19 стих. И вели вака: не зборувам за сите вас, јас знам кој ги избрав, туку треба да се исполни писмото. Кој го јаде мојот леб, ја подига својата петица против мене. Од сега ви зборувам пред да се збидне, за да поверувате кога ќе се случи, дека сум јас. Значи Давид ова го запишал 1000 години порано, 1000 години потоа апостолот Јован го пишува ова. Значи 1000 години пред апостолот Јован да прилегне на Исусовите гради и да праша: Господе, кој е? Господе, кој е? Гледате, се случува како што е запишано од збор до збор. Како што е предодредено, ама тие не разбираат докрај што зборуваат и што прават. Но поточно, со тоа нивно неразбирање, тие го исполнуваат писмото. И се докажува вечноста, се докажува воскреснувањето. Исто така пророкот Захарија, 520 години пред Христос, го запишал следното. Пророкува тој дека ќе биде предаден за 30 сребреници. За 30 сребреници. Гледате, се оди до најситен детал овдека. До најситен детал. 30 сребреници пророштвата, значи одат во детали. Тоа нема да го најдете никаде, во ниедна друга религиозна книга, на ниедно друго место. Еве што пишува пророкот Захарија, 11 глава, 12 и 13 стих. Тогаш им реков: ако ви е добро тоа, дајте ми плата. Ако не е, не давајте. Тие ми ја одмерија платата 30 сребреници, а Господ ми рече: фрли ја во ризницата таа убава цена со која ме оценија. Јас ги зедов 30 сребреници и ги фрлив во ризницата на Господовиот дом. А Матеј па вака пишува. Еве одма ќе прочитаме. Матеј 26 глава, 14 и 15 стих. Тогаш еден од 12-мината, кој се вика Јуда Искариотски, отиде при првосвештениците и им рече: што ќе ми дадете за да ви го предадам?
а тие му предложија 30 сребреници. И од тогаш бараше згоден случај за да го предаде. 520 години претходно, после 520 години го гледаме тоа. Тој, мислам на Јуда, не разбира дека со ова негово дело го исполнува пророштвото. А нам денеска во 21. век ни дава големо охрабрување. Псалмистот Давид, исто 1000 години претходно ја опишува Голгота, ова што го пеевме, Псалм 22. Ајде уште еднаш и да го прочитаме. Псалм 22 од 6 до 8 стих. А јас сум црв, а не човек, срам за луѓето и презрен од народот. Сите што ме гледаат ми се подсмеваат, ги растегаат устните, мафтаат со главата и велат: тој се надева на Господа, нека го избави, нека го спаси, ако го милува. И од 15 до 18 стих ќе прочитаме, да не должиме многу. Мојата сила се исуши како црепна и мојот јазик се залепи до непцето. Ти ме фрли во смртниот прав. Кучињата ме обколија, лукав народ ме обкружи, ги прободија моите раце и моите нозе. Можам да ги пребројам сите своји коски, а тие ме гледаат и ме презираат. Ги поделија моите облеки, меѓу себе и жребка фрлаја за мојата облека. Матеј, 1000 години покасно, еве како ја опишува Голгота. 27 глава од Матеј. Ова го читам само за да имаме доказ дека пророштвата се исполнуваат. 27 глава Матеј, 39 до 43 стих. А минувачите го хулеа вртејки ги главите и велејки: ти што го разурнуваш храмот и што за 3 дни го созидуваш, спаси се себе си. Ако си Божји син, слези од крстот. Исто зборуваа првосвештениците со книжниците и старешините, подсмевајки му се. Другите ги спаси, а самиот себе не може да се спаси. Тој Израелев цар. Нека слезе сега од крстот и ќе му поверуваме. Тој се надеваше на Бога, нека го избави сега, ако го сака, зашто рече Божји син сум. Гледаме, 1000 години покасно, истото. Римските војници во тие моменти, при распнувањето, не знаеле што прават. Не знаеле дека го исполнуваат она што е запишано. Матеј 27:35 еве. А кога го распнаа, ги разделија неговите облеки, фрлајки жребка, за да се исполни кажаното преку пророкот. Ги разделија лиштата мој меѓу себе и за облеката моја фрлија жребка. Гледаме до какви се детали оди Божјото Слово, до какви детали оди Светото Писмо. 30 сребреници. Од каде му текна на Захарија? Че фрлаат ждрепка за неговата облека. Од каде тоа Давид да го пише? Еден е авторот, вечен, вечниот е авторот. Се оди во детали. Многу битна работа е тоа за исполнувањето и преку ова се исполнува се што е предскажано во Псалм 22. Значи вечноста постои. Но кој ги навестува случувањето 1000 години пред да се случат? Само Јахве. Јахве. Тој е Бог. Само Бог од Библијата. Само тој Бог. Јас сум вели. Тој е онај кој е автор на Библијата. Значи со ова можеме да го докажеме постоењето на Бог и воскреснувањето. Но проблемот не е во умот. Проблемот е во срцето, драги мои. Проблемот е во срцето. Денес има многу закоравени срца. Денес има многу закоравени луѓе кои не веруваат во воскресението. А Давид, царот Давид, исто како и Јов, како и Аврам пред него, верувале во воскреснувањето, во своето воскреснување.
Видете како Давид го опишува своето воскреснување сега. Тој исто така овде и пророкува тука и го опишува своето воскреснување, но тука е и Давид, тука е и Месијата, тука е и времето, тука е и вечноста. Тоа е се испреплетено. Гледајте, Псалм 16 од 9 до 11 стих. Затоа ми се зарадува срцето и се развесели мојата слава, а моето тело се одмара во надеж. Зашто нема да ја оставиш мојата душа во подземјето, ниту ќе дозволиш твојот светец да види гнијање. Ке ми ги покажеш патот на животот, во твоето присуство има полнота на радоста, десно од тебе вечно блаженство. Тоа е таа доживеана радост. Тоа е тој доживеан Великден, што денес сите ние треба да го доживееме. Тоа е доживеано воскресение во срцето, а не шарени јајца и зајаци и богати трпези. Смртта е придобивка. Тоа е најдоброто што може да ни се случи. Да. Нашите блиски ќе плачат. Но за нас тоа ќе биде придобивка, неверојатна радост. Тоа не чека. Полнота на радоста, полнота на љубов во присуството на Бога. А каде е Исус? Десно од тебе. Испреплетено е, така вели Псалмот. Значи, каде сме ние, таму ќе биде Исус. Каде е Исус, таму ќе бидеме ние. Во вечноста во рајот. Во вечна полнота, во вечна радост, во вечна љубов. Давид верува и пророкува. И не сваќа дека денес нас не охрабрува. Значи, ово е охрабрувањето, смртта. Па со смртта Исус е победи смртта. И чекаме воскресение. И ние сме сопобедници со Него, соучесници во таа победа. Значи, исполнетите пророштва се доказ на Христовото воскресение и причина зошто веруваме во воскресението на Исус Христос и веруваме во нашето воскреснување. Празниот гроб и исполнетите пророштва. Тоа се две работи. Досега одиме на третата причина. Третата причина зошто веруваме е сведоштвото на верните. 9 стих од нашиот текст. И кога се врати од гробот, им соопштија сето тоа на 11-мината и на сите други. Им соопштија. А што ние денес правиме ако не соопштуваме и лично, и во црквата, и секаде каде денес се проповеда Светото Писмо? Секаде се соопштува дека Исус Христос воскресна, дека Исус Христос е жив. Тоа е радосната вест. И таа мора да се соопштува. Секој наново роден верник ја соопштува и мора да ја соопштува. Соопштувајте ја на сите кои се болни, на сите кои се плашат од смртта. Соопштете им дека има надеж. И тоа аргументирана надеж, не било каква надеж. Вечна надеж. Тоа е радосната вест која треба да се соопштува. А не да се чува само за себе. Радосната вест не се чува за себе, таа излегува од верникот. Жените ми ја соопштија на 11-мината. Но не само дека Тома не веруваше во тоа време, во тие моменти. Ниеден на почетокот не верувал, ниту Петар. Не им било јасно, не им било даено, не разбрале. Еден од очигледните непобитни докази за Христовото воскреснување и нашето воскреснување соодветно на тоа се точно верните луѓе кои соопштуваат радосната вест. Црквата. Црквата веќе 2000 години
насекаде проповеда дека Христос согласно со писмата умре за нашите гревови, дека беше погребан во гробот и дека согласно со писмата воскресна на третиот ден и дека е жив. Не може да се затвори устата на црквата, на вистинската црква. Не може да се затвори. Кога ме затвори устата на еден, ама тројца ќе почнат да зборуваат. Камењата ќе зборуваат. Зошто? Затоа што тоа е вистината. Вистината не можете да ја замолчите. Живата црква секогаш ќе проповеда дека постои вечна надеж, бидејќи Христос е жив. Зарем не е така? Кој ќе го запре тоа? Многу минати и сегашни системи тоа го правеле и го прават, ама безуспешно, бидејќи тоа е вистината. Сакаат да ја замолкнат црквата, ама не можат. Евангелието се проповеда. Многумина слушаат. Некои ќе слушнат, ама ретко кои ќе веруваат. Ретки се тие. А во верата се случува чудо. Искрената вера од срце менува се, ама баш се. Живата вера во животот и живата вера во живиот воскреснат Исус Христос рајга живот што не може да се сокрие. Се рајга живот кој не може да се сокрие. Пулсот се слуша. Пулсот се слуша од чукаите на срцето. Или ако сакате, пулсот се гледа, би рекол. Тој пулс се гледа. Секој христијанин што е подолго време со Бог, повеќе години, точно го гледа тој пулс. Точно го слуша тој пулс. Точно го чувствува пулсот на живиот Исус Христос кај друг човек. Секој наново роден христијанин тоа го гледа. Го гледа тоа воскресение. Го гледа тоа чудо. Не може да се скрие. Оние кои велат, ама јас верувам, ама ако тоа не се гледа, тоа се измамници. Се измамуваат сами себе си. Секој наново роден тоа го гледа кај другиот човек. Самиот Исус вели дека не може да се сокрие животот. Вели, вие сте светлина на светот. Дали светлината може да скрие? Град кој лежи на рид не може да се сокрие. Се гледа, не може. Невозможно е тоа. Тоа е пулс, тоа е живот, тоа е светлина. Верувајте, не треба да не има многу, да не се обесхрабруваме со малата бројка. Само треба да бидеме живи, наново родени, наново родена црква треба да бидеме. Целта на проповедање, тоа што правиме ние, не е само црквата да биде полна. Туку целта е луѓето да се наново родат. Да се спасат. Тоа е целта на црквата. Не треба да проповедаме само за да се полни црква, да му ги скокоткаме на ушти, да му биде добро, едно добро дружење, да бидеме културно-уметничко друштво. Туку луѓето да се наново рајгаат. Навистина да се обрајкаат. Не да се полни црквата и да се полни таму во таа кутија доброволниот прилог. Не е тоа целта. Целта е повеќе спасени луѓе, повеќе наново родени верници. Тоа е целта на црквата. Целта на црквата е тие луѓе да бидат на вистинскиот пат, пат кој води на небо, каде што ќе искусат радост, радост во полнота. Пред лицето на Бога. Таму да ги доведеме луѓето. Тоа е цел на црквата. Не доброволен прилог. Не хуманитарни дел. Силата на новиот, променет живот е силно средство за евангелизација и доказ за воскреснувањето. Кога луѓето кои биле неверни, сега зборуваат што Бог направил во нивниот живот. Тоа е сила. Какви биле, какви се сега. Дури и останатите околу нив го забележуваат тоа. И што слушаме? Па каков беше овој не беше ваков. Сега е многу мирен, сега е добар.
Тоа е воскресение, тоа е Великден. Не шарени јајци и зајаци. Нови луѓе, променети луѓе, наново родени луѓе. Наново рајгањето, врајкањето, спасението е чудо на Божјата милост. И затоа луѓето се чудат. Затоа што тоа е чудо. Ама тоа не можете да го скриете. Овде и Петар се чудеше, а Петар стана и отрча до гробот, се наведна и ги виде само ленените завои и отиде назад, чудејки се за она што се случило. Луѓето дајте да се чудат за нашите животи, за нашите променети животи. Тоа треба да го проповеда црквата. Тоа е Великден. Вистинските обрајкања траат и даваат. Даваат плод. Тоа не е мода, не е некој хир. Тоа не е идеологија. Тоа е живот. Тоа е живот и доказ за воскреснатиот и жив Исус Христос. И за нашиот наново роден, воскреснат живот. И за крај, за заклучок, да си поставиме 3 прашања кои произлегуваат од се ова што рековме од текстот на Лука 24 глава. Прво прашање. Кој го одмести каменот? Каде е телото? Одговорот е: тело нема. Тело нема. Исус не исчезна. Исус воскресна и тој е од десната страна. Ете каде е Исус. Од десната страна на таткото и посредува за нас, се моли за нас. Воскресението го заокружува Евангелието. Крстот е празен. Исус беше 6 часа таму. Беше погребан, затоа што мораше со сигурност да се потврди неговата смрт, бидејќи умре за нашите гревови, беше погребан и третиот ден воскресна и сега не е веќе на земјата, се вознесе и од десната страна на таткото и посредува за нас. Второ прашање. Како да се објаснат предвидените исполнети пророштва? Како да се објасни складноста, т.е. хармонијата на Библијата? Библијата е пишувана од 44 автори, на 3 јазици, на 3 континенти, во временски период од 1500 години. Писмото има само една главна тема. Една главна тема. Рајот, што е изгубен заради гревот во создавање, т.е. во битие, повторно е возможен во книгата Откровение преку животот, смртта и воскресението на Исуса Христа. Верувајте дека и голем број научници кога имаат некоја научна дилема од областа на географијата, историјата, археологијата, астрологијата, физиката, биологијата, хемијата, бараат одговори во Светото писмо. Бидејќи кога Библијата зборува и за научните вистини, исто така е непогрешлива. Ова е непогрешливо. Го имате минатото, сегашноста и иднината. Вечноста постои. Смртта е почеток, а не крај. Верувале или не? Тоа е факт. Сакате, верувајте, сакате, не. Тоа е факт. Што е даен во Библијата. И за крај трето прашање. Како да го објасниме наново рајгањето? Тоа е необјасниво до крај. Секој вистински наново роден човек е оригинал. Не е копија еден на друг или копија овај на оне. Тој е оригинал. Тоа е чудо на Божјата милост. Секој човек е оригинал. Секој има свој дар, можеби некој има ист дар, ама има различно сведоштво. Бог направи различни добри дела во неговиот живот. И се уште прави до совршенството на крај. И тоа е доказ. Правосудството, полицијата, тоа не го разбираат. Психијатријата не разбира. Па што му стана на овој човек? Слушаме, не е ист. Промена. Тоа е чудо. Како да се објасни тоа? Беше едно, сега е друго. Одговорот на ова прашање е само еден и се наоѓа во нашиот текст. Секогаш верувајте, одговорот е во текстот, во словото. Зошто го барате живиот меѓу мртвите? Тој не е тука, воскресна. Спомнете си како ви зборуваш додека уште беше во Галилеја, говорејќи дека човечкиот син треба да биде предаден во рацете
на грешниците и да биде раснат и да воскресне на третиот ден. Да биде предаден, да биде раснат. Распетието. Тоа е љубов. Каква неверојатна љубов. Христос умре за нас, уште додека бевме грешни. Замислете, кога сте биле грешни, кога сте грешни, кога сте биле паднати долу на колена, кога сте капитулирале, уште тогаш Исус ве љубеше. Тој љуби и кога никој не љуби и кога не заслужуваш. Тој те љуби. Крстот е доказ за љубов. Да биде раснат и да воскресне на третиот ден. Воскресението е заклучок на Евангелието. Верувам ли? Веруваш ли во ова? Тоа е важно прашање. Зошто е важно? Еве, апостол Павле, Римјаните, 10 глава, 9 стих. Зошто е важно ова прашање? Верувам ли? Веруваш ли во ова? Зашто ако со твојата уста исповедаш дека Исус е Господ и ако во твоето срце поверуваш дека Бог го воскреснал од мртвите, ќе бидеш спасен. Зашто ако со твојата уста исповедаш дека Исус е Господ и ако во твоето срце поверуваш дека Бог го воскреснал од мртвите, ќе бидеш спасен. Со твојата уста исповедаш. Тоа е многу битно. Тоа е признавање јавно пред Бога, пред верните и пред неверните. Се одлучив јас, по Исус одам. Се одлучив јас, Исус го следам. Верувајте, не постојат тајни следбеници на Исус Христос. Тие не се на патот за небо. Не се на патот за на небо. Да, Библијата зборува за Јосиф од Ариматеја. Беше таен, ученик. Ама до кога? До раснувањето. Јавно вели се охрабри и појде пред Пилата да го подигне телото и да го погреба. Јавно го направи тоа. Значи не може некој да биде таен ученик цел живот. Не може. Тој не е на пат за небо. Сакате лутете се, сакате не, ама тоа е тоа. Тоа е вистината што Библијата ја дава. Исто така, не можеме да веруваме за друг. Само за себе веруваме. Ако веруваш, вели, во твоето срце ќе бидеш спасен. Не јас да верувам за моите деца, јас да верувам за мајка ми, за татко ми. Ако веруваш во твоето срце, вели, ќе бидеш спасен. Тоа е Евангелието. Тоа е радосната вест. За некого изгледа страшна, за некого изгледа радосна, за некого чудна, може би за некој е смешна. Ама тоа е вистината. Тоа е Великден. Има некој што е појак од сите нас, кој толку го возлюби овој свет и го даде најмилото што го имаш, го даде својот син, преку кого се нуди и денес. Бог се нуди и денес да ја прифатиш и да се одлучиш за вистината. Не за било која, за вистината, вистинската вистина, онаа вистина која еден ден, ако се одлучиш и се покориш на таа вистина, ќе ти ја отвори вратата на рајот. И ќе ти отвори полнотата на радоста пред Божиото лице. Зашто ако со твојата уста исповедаш дека Исус е Господ и ако во твоето срце поверуваш дека Бог го воскресна од мртвите, ќе бидеш спасен. Бог е толку милостив што на секој кој искрено се обратил кон него ќе го спаси. Тоа е Великден, тоа е воскреснието. Исус воскресна. Амин. Да се молиме, брајки и сестри. Татко небесен, се милостив Господе, се мојкен Господе. Ти благодариме за Твојата милост, за Твојата љубов, што го даде својот еднороден син да пострада на крстот и што со смртта ја победи смртта и ни даде надеж, вечна надеж за вечност, за вечен живот, Господе. Ти благодариме за Словото што ни го даваш, преку кое можеме да Те спознаваме се повеќе и да се доближуваме до Тебе, Господе.
Благодариме и до таа милост што има, што завесата е раскината и ние имаме директен пристап пред Твојот свет престол да молиме и да бараме. И денеска бараме, Господе, милост од Тебе. Смилувај се над нас грешните. Дај ни, Господе, покајничко срце, да можеме да ги разбереме нашите гребови и да се покаеме пред Тебе. А Ти си толку милостив, што ќе ни простиш и ќе ни дадиш спасение. И во овој ден, Господе, кога се сеќаваме на воскресението на Исуса Христа, ние молиме за што повеќе воскреснати животи, што повеќе нановородени луѓе, спасени луѓе во овој град, бидејќи овој град, Господе, живее во темнина, живее во грев, не Те познава доволно Тебе. Со устите Те исповедуваат, но во нивното срце Те нема, Господе. Тие се празникољупци, славољупци, кои гледаат само на тие шарени јајца, на зајаци, на гозби, на богати трпези. Но го нема воскресението во нивните срца, Господе. Бараме милости за нив. Се молиме, Господе, и за нашите власти. Ти, Господе, давај мудрост кај нив, за мудри одлуки. Дај, Господе, и нивно обрајкање, бидејќи така би имале многу поблагословено време, поблагословени закони и би имале и многу подобар живот, исполнет со Тебе, Господе. Молим и за цел свет, за сите овие немири, за сите војни. Дај, Господе, да има мир. Знаеме дека Ти си Бог на мирот, но знаеме дека и Ти го допушташ тоа, се тоа за Твоја слава и за Ти да бидеш прославен преку сето тоа. Ти благодариме уште еднаш, Господе, за Твојата милост и за Твоето спасение. Молиме и бараме во името на нашиот Господ и Спасител Исус Христос. Амин.